Се наоѓаме на улица Саса 2 во населба Пинтија во општина Кисела Вода. Во моментов, како што може вашата камера да забележи, се одвиваат градежни активности, онака како што беше ветено на последните состаноци во местната заедница во населба Пинтија. Практично во моментов се поплочува Саса 2, улица Саса 2 со павер елементи и дел од краци во должина од 3300 квадратни метри. Инаку во висина инвестиција од страна на општината во висина од 7,5 милиони денари. Инаку би сакала да направам една мала ретроспектива за населба Пинтија што се досега во изминатиот период е сработено за овие 4 години. Значи пред година дена ја отворивме градинката, новоизградената градинка, прва во оваа населба Ѓурѓица, по барање на населението. Инаку оваа градинка беше прогласена за една од најсовремените градинки во државава. Инвестицијата беше од страна на општината во висина од 22 милиони денари, инаку високоенергетска и современа градинка, по сите европски стандарди во однос на загревање, значи со соларни панели и со еколошко загревање со пелети или со биомаса. Градинката има капацитет за дечиња од 90 до 100, при тоа и група на јасли, она што беше најнужно во ова населено место. Би сакала да кажам дека во текот на минатата година ја завршивме и третата фаза на изградба на водоводната мрежа на Саса 32 во висина од 7 милиони, на Саса 30 во висина од 7 милиони денари. Практично со ова го заокруживме целосниот проект на изградба на секундарна водоводна мрежа, која беше отпочната во претходниот мандат на претходниот градоначалник, со помош на средства и аплицирање од страна на општината до Светска банка од кредитната линија за инфраструктура во висина од 40 милиони денари, а со кофинансирање на општината од 20 милиони денари. При тоа, сакам да кажам дека на почетокот на мојот мандат, секундарната мрежа која веќе беше изградена, на барање на граѓаните, приклучоците до секундарната мрежа, индивидуалните приклучоци, го сработи општината во соработка со градот Скопје во висина од 8 милиони денари. На почетокот исто така од мандатот беше целосно реконструирана 1440 улица, преку фондот на ЕБРД, кредитната линија на ЕБРД, инаку во онака како што беше ветено во изминатиот период и во подрачното училиште Рајко Жензифов беше изградено спортско игралиште за потребите на децата на ова основно училиште. Сакам да кажам дека во меѓувреме за овие 4 години се направија и некои инвестиции во самото училиште, како промена на прозорци, за како би постигнале енергетска ефикасност во зимските услови, така што населба Пинтија, покрај тоа што го врви процесот на легализација на дивоградби, иако до 2012 година, согласно стариот ГУП, населба Пинтија била се водела како индустријска зона, и сите индивидуални домакинства кои се во изминатиот период градени, го врвеа процесот на легализација. Овие нови градби во моментов што ги гледате низ населбата, се градата со дозвола по планска документација, со плаќање на комунална такса во висина од 2500 денари. Значи, кога ќе собереме вака сумарно, во изминатиот период е инвестирано над 2 милиони евра во ова населено место, а имаме сознание дека има околу 4000 жители или 1000 индивидуални домакинства. Така што, она што беше ветено во програмата, практично за изминативе 4 години, општина Кисела Вода и го реализираше и го оствари во населба Пинтија. Би сакала да кажам дека минатата година почетокот на улица Саса 2 беше целосно реконструирана со асфалт и проширена на 6 метри во ширина и од десната страна наредено е тротоар
по сите стандарди и тоа беше инвестиција во висина од 6 милиони денари и ново улично осветлување околу градинката во висина од 500.000 денари. Се за да се овозможи соодветен пристап до новата градинка и секако сега до основното училиште Рајко Жензивов.